Добар ден, почитувани ученици! Јас сум Маја Давкова и на денешниот час ке зборуваме за останување ладен и спарување. Најпрвин да се подсетиме на тоа што веќе го знаеме. Супстанците во природата се наоѓаат во три агрегатни состојби: цврста, течна и гасовита агрегатна состојба. Фазниот премин при кој што супстанцата од цврста преминува во течна агрегатна состојба се нарекува топење. Спротивен фазен премин на топењето е втврднување. Тогаш течноста преминува во цврста агрегатна состојба. Доколку супстанцата од течна преминува во гасовита агрегатна состојба, станува збор за испарување и ќе зборуваме денес за испарувањето, а спротивен фазен премин на испарување е процесот на кондензација или фазниот премин на кондензација. Тогаш супстанцата од гасовита преминува во течна агрегатна состојба. Доколку се случи да супстанцата од цврста директно премине во гасовита агрегатна состојба, без при тоа да се втечни, станува збор за фазен премин на сублимација. Спротивен фазен премин на сублимацијата е процесот на ресублимација. Цврстата состојба на водата ја нарекуваме мраз, а додека гасовитата состојба на водата е водената парија. Рековме дека фазен премин при кој што течноста преминува во гасовита агрегатна состојба се нарекува процес на испарување. Процесот на испарување веќе сте го учеле по предметот природни науки, каде што сте зборувале за кружењето на водата, водениот циклус и неговото значење за човештвото. Ученици, понекогаш имаме потреба да се потиме. Доколку дојде до зголемување на нашата телесна температура, тогаш доаѓа до активирање на нашите потни жлезди, се отвараат порите на кожата и ние се потиме. На тој начин доаѓа до намалување на внатрешната енергија и велиме дека испарувањето игра улога во намалување на температурата, односно останување ладен или разладување. Потните жлезди автоматски вршат регулација на нашата телесна температура. Меѓутоа, доколку сме болни и имаме повисоко покачена температура, потребно е да внесуваме повеќе течности за да не дојде до дехидрирање на нашиот организам. Ако се наоѓаме на море и влажноста на воздухот е голема, надворешната температура висока, тогаш иако се потиме, потта ќе се задржува на нашето тело и ние нема да се чувствуваме пријатно. Топлиот воздух содржи поголемо количество на водена парија од студениот воздух. Ако нагло дојде до опаѓање на надворешната температура, дел од таа водена парија ќе се претвори во течност, односно ќе кондензира, а додека дел ќе се претвори на многу ситни капки во облак, кој што нам ни е познат како магла. Доколку дојде до нагло паѓање на температурите, а влажноста на воздухот е голема, тогаш на листовите на растенијата ќе забележиме појава на слана. Испарувањето го среќаваме во нашиот секојдневен живот. Во летните горештини користиме распрскувачи на вода за да можеме да се разладиме. Користиме распрскувачи за наводнување на тревните површини. Користиме распрскувачи кај компресорите, понатаму кај моторите, кај карбураторите на бензините и водената парија игра важна улога во процесот на стерилизација, на дезинфицирање на површините, уништување на микроорганизмите, што е навистина важно во овој период на пандемија. Но да видиме како настанува испарувањето. Значи, кога имаме покачена внатрешна енергија, доаѓа до поголеми судири на честичките на течноста во садот во кој што се наоѓаат, па дел од тие честички ќе имаат поголема енергија.
Оние честички кои што имаат поголема енергија доаѓаат до слободната површина на течноста, а слободна површина е оној дел од течноста кој што не ги допират зидовите на садот и можат многу лесно да ја напушта течноста. При процесот на испарувањето, температурата на водата ќе се намали. На тој начин велиме дека доаѓа до процес на ладење. Овој процес на испарување би бил поголем доколку слободната површина на садот во кој што се наоѓа течноста е поголема или пак доколку температурата надвор е поголема, тогаш доаѓа до поголем број на судири, поголема кинетичка енергија на овие честички и повеќе честички ќе ја напуштат слободната површина. Испарување и вриење. Ученици, водата испарува на секоја температура. Процесот на испарување се случува и кога температурата надвор е минус и кога е висока температурата, имаме процес на испарување, додека водата врие до 100 степени Целзиусови. Не мора секогаш течноста да се доведе до точка на вриење за да се случи процесот на испарување. Чистата дистилирана вода врие на 100 степени Целзиусови. Меѓутоа, водата од чешмите, која што има хлор, други примеси, може да врие на многу пониска температура. Во нашето секојдневие се користат и лонци, експрес лонци за готвење, каде што течноста таму врие на поголема температура, некаде 120 степени Целзиусови, а затоа што таму имаме поголем притисок и при тоа имаме поголема температура на вриење. Кога атмосферскиот притисок е многу низок, тогаш течноста може да врие и на пониска температура. Како можеме да го забрзаме испарувањето? Испарувањето можеме да го забрзаме со зголемување на слободната површина. А лиштата побрзо ќе се исушат ако ги расшириме, отколку ако ги стуткаме. Значи со зголемување на слободната површина ќе го забрзаме процесот на испарување. Процесот на испарување ќе биде поголем доколку имаме струење на воздухот или ветер, користиме фен, например, тогаш се забрзува испарувањето. Со зголемувањето на надворешната температура или доколку сакаме да го забрзаме испарувањето, еве дома користиме при готвењето шпоред, плинско грејни дела, ја зголемуваме температурата и на тој начин го забрзуваме испарувањето. Или пак може да се забрза испарувањето со користење на распрскувачи на течноста. Да видиме како работи фриждерот. Храната која што се наоѓа внатре во фриждерот секогаш е ладна. Меѓутоа, доколку раката ја ставиме на задниот дел на фриждерот, ќе почувствуваме топлина. Зошто е тоа така? Во процесот на ладење кај фриждерот, ученици, се користи фреон. Фреонот е течност која што многу брзо испарува. Фреонот испарува во цевките на комората за замрзнување. Ја одзема топлината од храната на воздухот во фриждерот, парејата се отстранува со помош на електрична пумпа, електричната пумпа ја истиснува парејата и таа повторно се претвара во течност, при што се ослободува латентна топлина. Количеството на топлина што се абсорбира кога течноста преминува во газ се нарекува латентна топлина. Топлата течност се движи нагоре по разладните цевки и при тоа се ослободува топлината. На овој начин функционира, односно работи фриждерот. Испарување кај животните. Рековме дека кога ќе се покачи телесната температура кај човекот, тогаш се активираат нашите потни жлези и ние се потиме. Меѓутоа, кај животните, кога ќе се покачи телесната температура, тие го исплазуваат јазикот и забрзано дишат. Со нивното забрзано дишење
и исплазување на јазикот, доаѓа до регулација на нивната телесна температура и на тој начин тие се разладуваат. Додека птиците почнуваат да мафтат со нивните крилја кога им е многу жешко. Или пак имаме алтернативна можност, еве како кај слоновите, кои што ја користат водата за да можат да се разладат. Да видиме што научивме денес. Обидете се да ги одговорите овие прашања. Што е испарување? Како и зошто испаруваат частичките? Како испарувањето влие врз температурите? Како животните го користат испарувањето? Зошто нивото на морето секогаш е постојано? И објаснете како термосот ја спречува топлинската размена. Ви благодарам на вашето внимание.